Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со вечерашнава наша емисија пред викендот, целта ни е и овој пат да го затоплиме вашиот дом со убавата наша македонска песна и збор, за да пријатно ве земе по нашето емитување сонот. Уживајте! Драги дечиња, најпрво многу успех во учењето во 2022-2023 година.
а вие пак дечиња кои се уште не сте почнале да одите на училиште, да се радувате на детските ваши години. Вечерва ќе ви се представиме со една приказна дека и под Хималаите македонците се македонци. Одамна пред некои 2300 години Александар Македонски ги повел македонците по еден долг космички пат полн со енергија. Со многу идеи и дух ги поврзал двата континента како два света со различни култури и религии. Изградил градови и пробил патишта во најнедостапните краишта. Некои го нарекуваат патот на свилата, а тоа е македонски пат од светски размери за размена на стока и култура по трајни врски во одредени меридијани. Во некои населби живеат потомци на војниците од фалангата и го гледат светот со сафирно светли очи. Ние сме од македонците, велат. Бели сме, различни сме од другите. Од Авганистан преку Пакистан во Пенџаб на околу 400 километри се живее живот останат од македонците, сочуван ке племињата високо во планините, по патот на фалангата, по работ на границата на светот. Таму останале калешите и ханзите. Го чуваат и го негуваат македонскиот бит во носиите, везот, накитот, мелодиите и музичките инструменти, архаичните зборови. Пред 10 години во две такви населби дошле грчки мисионери од Атина за да ги лажат дека биле потомци и браќа на грчки племиња, дека Александар бил грк и дека Македонија е грчка. Ама калешите и ханзите не се предаваат. Го чувствуваат својот ген и зборуваат за тоа како од колено на колено се пренесува македонски идентитет. Раскажуваат како Александар дошол со македонците во нивната земја со непрегледна убавина слична на Македонија. 3 години живеел со нив, како дома да си бил и се оженил со нивна принцеза. Се оженили и војниците и потомства оставиле. Тоа се тие ханзите и калешите, чии предци се македонци оставени во градовите Александрии, цели гарнизони да ја чуваат границата на Македонија како светска империја. Си живееле фамилиарен живот во негибната убавина како да се во Македонија. Во долините преполни со води, шуми, лозја, овошни градини, билки, цветови, растело од семињата што македонците ги донеле и ги засадиле за да се потсетуваат на Македонија. Останале до денеска насадите на тополи, јасики, црници крај секој поток како во Пелагонија. Пред секоја куќа босилек и сардела мирисаат, а во секој дом има садови од бронза и глина, какви што се правеле во македонците. Јаболкото од преспа за секогаш ги освоило луѓето како цвет и како плод во градините. Кајсиите, грозјето и смоквите ги сушат како резервна храна, исто како што ја носеле во торбите македонците од фалангата, така ги научиле и потомците да си прават зимница. На нашите генетски роднини треба да им помогнеме во осознавањето дека се македонци. Треба да им овозможиме споредба на шарите и боите, на везовите и килимите дека се исти како нашите. Треба да им кажеме дека лавот на нивното знаме доаѓа од Херакло, што се наметнувал со лавија кожа, да им објасниме дека обликот на пафтите и другите женски украси представуваат македонски штит. Го чуват споменот за Александар и македонците своите предци. Да не ни се случи дека само си биле македонци. Ни треба македонски идентитет на секаде ни светот каде што живеат македонците. Тоа беше, драги дечиња, приказната за македонците во Хималаите. Добра ноќ и вечерва ви посакува вашата тетка Драгица.
Од рубриката Верувале или не, поточно вистински настани како преданија, во вечерашнава наша емисија ќе ве запознаеме со масакарот на ваташките деца. Македонскиот народ има претрпено многу маки од непријателите, од окупаторите. Едни заминуваа, други доаѓаа. Така во Втората светска војна, кога и фашистичка Бугарија беше сојузник на Хитлер, во Македонија бугарските фашисти колеа, палеа, крадеа и така натаму. Така во 1943 година група младинци, барајќи ја својата слобода за Македонија, нив им се изврши макасар од страна на бугарските фашисти. Тоа се случи на ваташките деца, младинци, кога од раните утрински часови беше извршена блокада на селото Ваташа, при што беа уапсени 16 младинци и младинки и во селска меана безмилосно тепани од страна на полицискиот началник Петко Опреко и поручникот Борис Костов, како и двајца бугарски агенти. Ги однесоа во местноста Моклиште, каде девојките биле издвоени, а врз момчињата бил отворен оган од митролеси и пушки. Потоа се избодени со бајонети, на некои им се исечени рацете, на други извадени очите. А поручникот Борис Костов се обратил до народот. Гледајте, и вас ќе ве најде истото. Да го представиме тој ден кога ги стрелаа ваташките деца. Тргнуваат кон јужниот дел на селото. Минуваат меѓу градините во кои царешите убаво се црвениат. Васил Аџи Јорданов Висок дури се подкренува на прсти и од една цареша скинува неколку црвени плодови. Одејќи во колоната, тој игра со царешите пред да ги изеде. Одат така околу 3 километри. Во едно долче, меѓу ниските планини, Костов командува: "Стој!" и додава како на шега: "Наредете се еден до друг да ве сликаме." Запираат разговорите. Веќе се забележува и изненадување во очите на 12 мината. Може би и страв. Зошто не? Некој им наредува на девојчината да се потргнат 10 чекори подолу. Сонцето пече се повеќе и повеќе. Летото во Тиквешијата секогаш доаѓало порано. И наеднаш, речиси сосема неочекувано, почнуваат пукотници, чиниш се пука од сите страни на светот. Се пука како да е војна. Момчињата паѓаат на земјата и не можат да си објаснат што се случува со нив. Девојчината во првите моменти воопшто не се исплашени, нив им се чини ова е само лош сон, ќе помине. Од пушките и митралезите се крива чад, како војниците да активирале чадни бомби. Најстариот меѓу младите скоевци, Васил Аџи Јорданов, лесно погоден, има сили да извика: "Стрелајте, кучиња, но нашата идеја нема да умре." Изрештетан паѓа преку другите. Во општата бркотница, две момчиња се обидуваат со бегство да го напуштат местото на злосторството. Пукаат по нив и тие двајцата паѓаат недалеку од своите другари. Веќе првото изненадување е поминато и трите девојчина пиштат, седнуваат на земја, зашто нозете наеднаш им се како пресечени. Еден војник им се доближува, ги тегне за косите, насила им ги крева главите. "Гледајте, гледајте", вика, "не седнувајте комунистки, гледајте." Ни солзи тие можат да видат. Еден преку друг лежат нивните другари, нивните браќа, облеани со крв. Девојчињата се вртат, не сакаат да поверуваат дека сето тоа е вистина. Ката го гледа брата си, шурки крв како од чешма му штркаат од вратот, а тој е паднат и мртов и со отворените очи гледа токму во неа. Исплашени и премалени од болка, девојчињата се кријат една за друга. Војниците ги разделуваат. "Гледајте, мрсни комунистки!" Им приоѓа поручникот Костов. Во рацете се уште му чади цевката од револверот. "Гледајте", им наредува, "зашто и вас ќе ве снајде истото." Колку трае овој проклет сон? Еден час или цел еден век?
не повеќе од една минута. Да спомнам дека тој ден бил именденот на цар Борис. Покрај тоа на именденот на цар Борис, на најзверски начин во Ваташа се убиени тие 12 души, меѓу кои има и деца од 14 до 16 години. Тие се изрешетени, како што слушнавте, со куршуми од митролес, па потоа исечени и бодени со ножеви, а некои им се вадени и очите, им се сечени рацете, како например на Васо Каджи Јордановски. Напоменут на стреланите ваташани присуствува околу 2000 луѓе, речиси сиот народ од овој крај. Девојчињата се враќат назад во селото и со лелек им ја соопштуваат на ваташани смртта на 12 момчиња. Тие 12 момчиња кои загинаја беа Диме Чекоров 18 години, Пано Джунов 18 години, Ристо Џондев 18 години, Блажо Ицев 18 години, Перо Видев 15 години, Пано Мешков 15, Ферчо Поп Ѓорѓиев 22, Васил Аџи Јорданов 26, Ванчо Гурев 18, Перо Ампов 18, Герасим Матаков 17 и Илчо Димов 18. За овој макасар напишана е и поезија од Славко Јаневски, писателот, но исто е и опеана песна за ваташките деца.
Со дел од книгата на Јован Павловски во Судењата како последен пораз во неговата книга се представив во вечерашнава наша емисија на денот кога беше извршен масакарот на ваташките деца. Помогнете ја радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки и слично да продолжи да се емитува и понатаму, а и да биде дел од вас, почитувани слушатели. Емисијата на Глас од Македонија, што е во недела на радио, можете да ја слушате и на YouTube ако отворите на Voice of Macedonia, каде можете да кликнете на subscribe. Со тоа ја помагате и самата радиопрограма, а истовремено е и бесплатно. Фирмата Недан Тим Рилистет, специјалисти за продавање или купување на куќи, дека е тоа така, докажува нивната успешна 15 годишна пракса во бизнисот, било за куќи, фарми, бизниси, но и специјалисти за да ви овозможат на најлесен начин да добиете моргич доколку ви е потребен. Затоа, за реновирање, лисинг, купување или продавање на неподвижен имот, препуштете го тоа на Недан Тимот, телефонирајте уште денес до Васко Недановски на 647-333-9628 или 905-877-8262. Дали сакате да купите ауто, да лисате од марката на Volkswagen или пак ви треба поправка на вашата кола или пак некој дел? Тука меѓу вас е нашиот сонародник Васил Кајчевски со телефон 416-725-6335. Квалитетот на колата од марката Volkswagen е познат и загарантиран из целиот свет, а со тоа и квалитетниот и за поволна цена сервис што ви го нуди нашиот сонародник Васил Кајчевски. Доволно е да го завртите телефонот 416-725-6335 и побарајте го Васил Кајчевски. Кажи зошто ме остави и ме облису тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ти открадна, срцето ти го грабна, сега знај дека секаде ликот го гледам твој. Моите дни, знај тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти пак ќе си, се ти проштавам драга. Кажи зошто ме остави и ме облису тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти пак ќе си, се ти проштавам драга. Кажи зошто ме остави и ме облису тага, дека среќна заборави, беше со мене ти.
što me ostavi i me obliso taga, teka srećna zaboravi, beše someneti, beše someneti. Во продолжение на вечерашнава наша емисија, Одисеј Белчевски ќе ве запознае со вистинската историја на Македонија и Хомеровиот јазик, кој дефинитивно е македонски, што и ден денес ние македонците ги употребуваме тие зборови во секојдневниот живот. Инаку, Одисеј Белчевски, кој околу 40 години го истражуваше Хомеровиот јазик, па дури и латинскиот, староанглискиот, старофранцускиот и старогерманскиот јазик, што од Хомеровиот јазик има над 1000 зборови. И тоа да спомнам дека издадени се книги од некои од македонските историчари, публицисти, новинари и така натаму, па би рекла и од другите републики на поранешна Југославија, озајмени од Одисеј Белчевски, но тоа се авторски права или копирајт од студиите на Одисеј Белчевски. Денес продолжуваме со македонските корени во европските јазици, како што е германски, англиски, француски и така натаму. Сакам да нагласам дека теоретскиот така наречен прото-индоевропски, што значи тоа е, како што кажав, теоретски, тоа е замислен јазик, кој што лингвистите некогаш пред 100 години го изработиле. А прото се знае дека тоа е од македонскиот првото. А грците отфрлиле звукот В од првото, а направиле прото. Овој така наречен прото-индоевропски јазик е најблиску до македонскиот и во повеќето зборови, во сите случаи скоро, постојано се доаѓаме до прото-индоевропскиот јазик. Така да корените се скоро истоветни, скоро исти. Македонскиот со прото-индоевропскиот. Тука го имаме англискиот збор like. То се пиши L-I-K-E, се чита like, а ако го изговориме по наше чисто македонски е лике. Кога го бараме потеклото на овој збор, доаѓаме до значението нешто што е слично, што личи, или наликува. Тоа е еден огромен корен во македонскиот јазик, одликување, лик, личен човек, лична жена и така натаму. Во протогерманско е голика. Голика значи да има истата форма. А ние просто велиме голичи. Голичи човекот еден со друг, например. Или ова нешто наликува на ова. Значи во оригиналниот корен е македонски. Продолжуваме. Имаме еден латински збор, кој што се употребувал во тоа време, да речеме за времето на Римската империја, така мислиме да токаш латински се зборувало, не сме чисто јасни за тоа, се зборували и така наречен, тие го нарекуваат vulgar латин. Vulgar латин е, всушност, се поврзува со македонскиот. Не може да го рече македонски, тоа е како табула раза, значи мислам не забрането. Зборот е асилу. Асилу е коњската мува што има осило, што каса, што дупи, а по македонски чисто јасно е осило. Го најдваме, се разбира, во македонскиот јазик. Продолжуваме со зборот loaf. Loaf, тоа е, например, едно парче леп со известна форма, дефинитивна форма, например, тоа е како ви што велиме по македонски ние векна. Тоа е всушност не е македонски збор, може да е, ама не е уште испитан, возможно е да има македонски корени, но ова избор, лов, во протогерманскиот јазик е клейбу, хлебу. Чисто јасно ни кажува тока дека е од леп, хлеб, хлебу, членување на хлеб, немаме ништо проблем со клавање на звукот х напред, и ден денес исто викаме хлеб, во Србија се вели хлеб и така натаму. Во шведскиот јазик е лев или леб, а додека во финскиот и некој нордиски јазик е лейба. Лейба е лейба, што значи лов. Чисто јасно, тоа е македонскиот, ајде да речеме Old Church Slavonic, старо црковен славјански, пак е македонскиот,
имаме хлебу, лебу, леп. Тоа е всушност функционално или концептуално се поврзва со самото тесто. The dough is sticky. Тоа лепи. Кој ќе се меси и нормално се фрла уште брашно за да не ти се залепи на рацете. Тоа е така и се поврзува. Продолжуваме со зборот perch, P-E-R-C-H, тоа е именка во англискиот јазик. Велиме the bird is perched on a stick. Perch се поврзува исто така со steak, значи еден стик или да речеме еден rod, така едно дрво да речеме, али во диалектичкиот македонски, нарочито по селата, имаме прчка и прачка. Чисто јасно, тоа е едно дрвче, one stick да речеме. Тоа што се прчи, тоа е кога птицата сакат да ја смира, да ја упитомат и така натаму, ја клават на стапче, така да the bird is perched on a stick. Во коренот, прчка, прачка се поврзува пак со рачка и така натаму. Тоа е македонски корен. Дупло имаме појавување на овој збор во Оксфорд. Имаме именка број 2, исто така perch. Тоа се однесува на рибата. На рибата во сладката вода, fresh water. Како се поврзува тоа со perch? Всушност тоа не е perch, тука го ја сгрешиле, ја утнале работата, си кажеме така по битолски, поради тоа што во протоиндоевропејскиот, пак да речеме теоретскиот јазик, без да избегаме се враќа на македонскиот, затоа што корено му е перк или перка. А што значи то? Имаме дупло значение овде, така да не е се ништо баш најчисто, али знаеме што е перка. Перката е fin на англиски, а тоа е што рибата е перката е употребува за движење низ водата. Имаме горна перка, отстрана перки. Перките се тие што се цврсти, се отварат и се затварат, како што треба рибата да патува низ водата, а перк е всушност оригиналниот корен, што се поврзува со македонскиот перка. За жал, тие го направи perch и направи риба, која што е специфично најмногу забележителна со fins, со перки, перкаста. Зборот ever, тоа е многу интересен основен збор во англискиот. Ако го најдеме во старо англиски, Old English, е аврема или афрема. Автоматски најнаш гледаме дека тука има време, времена, врема. А ever значи за секогаш, за секое време, за времина, за многу време, за долг период, период што оди во бескрајност. Значи самиот збор ever го има македонскиот корен време. Зборот tallow, што значи lard. Lard значи animal fat. Значи тоа што е дебелото од животното, дали е од свиња или од друго животно што е домашно, да речеме. А тало е од сало. Салото се добива најмногу од свињата. Тоа е дебелото. Истото од него се прави сапун и правеле во старо време и свеки и така натаму. Што значи тало во лингвистиката многу пати се превоѓа во звукот Т. Значи, од сало добивме тало. Продолжуваме. Го имаме зборот take, англиски take, тоа е verb, значи тоа е глагол, се пиши T-A-K-E, ако го прочитаме по наше, тоа е таке. А што значи то? To take значи to seize something, to get in your hands, and also to touch, because на англиски го имаме протогерманскиот такна, или такнан, што значи да дотакни, to touch. И покрај сето ова, и покрај тоа што имаме очигледно македонски корен, Оксфорд продолжува и вели дека овој збор е од uncertain origin, преводено по наше, значи од необјаснива што е оригиналниот извор. Не е изјаснато и не сме сигурни. А тоа значи оригинално значило to touch. To touch е оригиналното значение. Се разбира, пак повторувам, тука е такна. Такнато, макнато, дотакни, такни, дотакни и така натаму. Многу пати се најдеваме во англискиот јазик, најдваме дел честитка што се наоѓа пред зборот, што се пиши како prenatal, pre-something, што значи before. Ама го избегале то
и го изфрлиле зборот, а буквата Д или Т, што значи пред. При е пред. Се пиши баш така, PRE. Безависно дека И го изговара, Е го изговара како И, тоа е проблемо во англискиот јазик. Чисто јасно, при, пре, значи before, пред, нешто што е пред. Значи, сите тие зборови што има таа честитка, однапред на зборот, го најдат корено во македонскиот јазик. И со ова завршуваме за денес, ќе продолжиме до идниот пат. Пред да одиме со крајот на нашата вечерашна емисија, кликнете на Subscribe. Со тоа ја поддржувате и радиопрограмата Глас од Македонија. Последните минути сега да ги искористиме со песна од мојата поезија.
земи ја метлата, па со сите твои слуги ве однесе во гнездото на ѓаволите, место со катран. Доста беше, народот спрема зурли тапани, спрема зурли свечено да ве испратат во земјата на лагата, во земјата на злото и со камен ќе фрлаат за да никогаш не се вратите тука. Никогаш да не се вратите овде, во ова наша света земја, земјата на Бога, земјата на Македон. Ајде, не чекајте. Време е со метлите што се пред вас да одлетате и никогаш повеќе да не се вратите, а ние нити глас, нити вашиот сурат повеќе да не го видиме. Многу вековно
Се наближуваат и последните минути и од ова наше петочно издание на Глас од Македонија. Се надевам дека и овој пат се разонодувавте со песната и зборот македонски. Благодарејќи ви за вашето ценето внимание, слушајте не в недела од 6 часот навечер на брановата должина 101.3 FM, како и идниот петок од 8 часот навечер на YouTube. Вашиот уредник и водител Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ и пријатен викенд.